Моето патешествие низ населените места во Македонија ете ме донесе, така да речам, и во незините урбани места и предели. Поточно речено, ме донесе и во една од 5 единици на локалната самоуправа, распослани во периферијата на Скопската котлина во општината Петровец. Не за прва ја одбрав. Може би се прашувате зошто? Затоа што за оваа општина имав најмногу сознанија како од пишени документи, од устни преданија, така и од материјални факти кои сакам да ги потврдам и се разбира да ги надополнам, а посебно внимание ми привлече нејзината географска местоположба. Се разбира дека не ќе можев, така да речем, да ги надополнам моите досегашни сознанија и уште многу други нешта да дознам без подршка на мојот домаќин во ова за мене ново документарно истражување, тимот за локален туристички развој на општина Петровец, предводен од градоначалникот господинот на општина Петровец Борче Митевски. Како што кажате, јас сум градоначалник на општина Петровец, втор мандат. Народот така сакаше, беше желбата да ми изберат по втор пат. Значи, општина Петровец, може да кажеме дека има идеална местоположба, бидејќи се наоѓа на едно тромеѓе помеѓу Куманово, Скопје и Велес. Значи, од овдека до Скопје 20 км, до Куманово 25 км, до Велес е 35 км. Во непосредна близина на Скопскиот аеродром. Како општина, значи, сме повеќе национална, значи имаме македонци, албанци, бошњаци, турци, роми, значи сите националности се застапени. Можеме да се пофалиме дека соживотот ни е идеален, до сега не сме имале никакви проблеми. Бројот на жители со официјалниот попис ни е 8250 жители, со 202 квадратни километри. Кога секој добронамерник ќе реши да дојде во било кој дел во општината Петровец, било во урбаните или руралните средини, бога ми нема да забележи некоја голема разлика меѓу нив. Затоа што и во руралните населени места се гледа сплотеноста помеѓу старата селска традиционална со новата современа европска архитектура. Во општината Петровец, која се распостила на крајниот јужен дел на Скопската котлина, во пределот кој народот од памтивека го нарекува Скопска блатија, на самиот речен влив на река Пчиња во река Вардар, на дел на просторот и надалеку помеѓу научните кругови, а и пошироко познатото Кадларовско блато, на самиот влез во Таорската клисура, распослани се 15 населени места и тоа, како урбани населби Петровец, Катланово, Ржаничино и Огњанци, а како рурални, ако може така да се рече, Чојлија, Катлановска Сушица, Долно Коњаре, Средно Коњаре, Горно Коњаре, Летевци, Катлановско Блаце, Катлановска Брезица, Бадар, Гадбанци и Кожле. Може да се пофалиме од општина која беше на дното по влез на странски и домашни инвеститори, сега е меѓу водечките 3 општини во државата. Значи, во последниве 4 години влегоа повеќе од 60 инвеститори, направиме повеќе индустријски зони. Една од тие зони е, значи, мултифункционалната зона Чојлија, кај што имаме инвеститори не само домашни, него и од Турција, од Албанија, од Хрватска, од Словенија, од Холандија, од Италија и сега последниот најнов инвеститор ни е од Бугарија. За населените места кои припаѓаат на општината Петровец има многу пишени документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди, митови, со еден збор каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата која овде се гради не со векови, туку со милениуми. За населените места во општината Петровец, материјалните документи, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото. Поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старо македонско време,
римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во овој регион, ќе најдете историја и само историја. А такви места има многу кои за науката некои се многу познати, а некои помалку познати, како што се катастарските места во атарите на селата и надалеку познатите од античко време некрополите кои се наоѓаат помеѓу селата Кожле и Летевци, локалитетот Бадарија кој се распостила не само во атарот на селото Бадар, туку и во атарите на неговите соседни села, кој како утврден град под името Бадаријана во пишаните документи се среќава уште во римско и византиско време. Локалитетот Градиште, кој се наоѓа во непосредна близина на селото Летевци, како и многу некрополи од железно и римско време, речиси во сите атари на населените места. Секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода навистина е историја на овој регион. Затоа говорат остатоците од рано средновековните градби од многу тврдини, бедеми, утврдувања, кастели, како што е и кастелот Пчиња, кој првобитно бил тврдина која служела како граничен премин помеѓу тогашните римски провинции Македонија и Горна Мезија, а пак во средниот феудален период, поточно од 10 до 14 век, служила како тврдина на многобројни владетели со Македонија. Исто така, населените места во општина Петровец се спомнуваат и во пишаните документи во грамотите на тогашниот владетел со Македонија, царот Душан, кои датираат од 1230 година. А исто така и во црковните повелби и грамоти од македонскиот кралот Димитрија Волкашин, кои датираат од 1365 година, и македонскиот кралот Марко од 1371 година. А за тоа говорат остатоците од Марковите кули, кои се наоѓаат источно од селото Летевци и јужно од село Кожле, на 3 км североисточно од местото каде се влива река Пчиња во Вардар, каде што се гледаат остатоците од одбранбени бедеми, во чија околина се пронајдени фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал. Воедно пишени документи и материјални докази за населените места од оваа општина имаме и во отоманските дефтери кои датираат од 1371 година па се до 1912 година, каде што е написот кој стоел во Амамот во Каталонската бања од 1898 година, каде пишувало: споменот за благодетите што ги дава оваа топла вода, нека биде непресушна за светот што се развива и гради. Таа тече низ камена уста од Аллаха благословена. На мермерната плоча пишувало дека Даут Паша изградил базен и неколку згради, додека пак Хафиз Мухамед Паша, прочен Скопски валија, во 1859 година му ја оставил на народот од Скопје и оваа бања изградена од своите лични средства. Кога човек ќе дојде во главниот град на државата, во Скопје, и кога ќе помине низ општината Петровец, ќе помине низ Катланово, Катлановско блато, низ Катлановската бања, ќе помине низ кастелот Пчиња, ќе помине низ Бадар. Значи влезот на општина Петровец е првото село е Катланово. Значи Катланово како населено место може да се пофалиме дека доста направиме. Значи како што кажав пред малку, значи ставиме вода на канализациона мрежа, водовод има, училиштето, темелна реконструкција направиме, детски забавни паркови направиме, пешачки патеки, 6 улици им направиме, сега за 5 дена почнуваме и последната најголемата улица да правиме, плоштата им отвориме пред само 10 дена, значи Катланово, центарот на Катланово сега личи на права урбана средина, може да се каже. Во рамките на општина Петровец се наоѓаат повеќе постари средновековни цркви и манастири, црковниот манастир од 18 век Свети Спас во Кожле, црквата Свети Тројца во Ќојлија, црквата Свети Ѓорѓија во Петровец, црквите Света Никола и Света Недела во Катланово, црквата Свети Ѓорѓи Победоносец, која се наоѓа во близина на Катлановска бања,
Тоа е селска црква изградена во периодот од 16 и 17 век, како и селските цркви и во другите десетина населени места и културни знаменитости од Отоманската империја. Имаме манастир Света Петка и Света Недава. На тој ден е 7 и 8 август. На тој ден не може никој да ги брои луѓето, али 2000-3000 луѓе доаѓаат у тој манастир, таму се наоѓа. Секоја година се доградува, се обновува. 50 веќе донатори имаме со поголеми средства. Секоја година го доградуваме. Тоа може се гледа на лице место. За да ги надополнам моите досегашни сознанија и уште многу други нешта да дознам за менатото на населените места од општина Петровец, за да го надополнам ова документарно истражување, тимот предводен од градоначалникот господинот Борче Митревски ми препорача моето документарно истражување заеднички да го продолжиме меѓу самите мештани од оваа општина. Но пред да појдеме меѓу самите мештани, ми се радуваше душата и на овој олдтаймер од марката Мерцедес, кој го видов во оваа автоработилница, каде што неговиот состојник ни се придружи во нашето патешествие. Ете, дојдовме до олдтаймерот, до Мерцедесов. Ајде вака едно, ти најдобро го познаваш, рече дека е стар некаде 60-та година, тогаш е роден. Да, тогаш е излезен од фабрикот Мерцедес. Како го доби, како во кој состојба беше Мерцедесов? Видите, он беше во една полоша, да не речем и многу лоша ситуација, меѓутоа бидејќи љубов постои према нешто и тоа го градиш и правиш и едноставно си зададов за задача пред сам себе да го тоа ставам у погон и да функционира. Он е завршен све, значи комплетно е репариран и направен у возно стање, така да у пуно ситуации сега ме барат и за некои свечености, за свадба, за реклами, за реклама, за едно, за друго, да, било како. И тоа би могол да ви кажам. Ајде сега вака еден предлог, да ја отвориме вратата на Мерцедесот, да влеземе, да запалиме моторот на... Како да не секак. И да го провозиме, ќе може? Како да не? Ајде, како да не? Така. Лего е напред. Видите шваца легориот. Затвори врата. Иди се. Заврти врата. Само да бараш она. Заедно со. And now I'm stronger. About it for a couple of days. Then it hit me like lightning. Late one night, I was all out of hope. Стварно убавена, неверојатно, олдтаймер, 60-та година, значи некаде 50 години и уште не седава. Само да ви кажам еден момент од ова све. Значи, колку да не сум нешто има као магија овај Мерцедес. Колку да сум нерасположен, ја кога седам да го возам, јас стварно се увек смеам и ми дојде некое расположение. Сумовските, верувајте ми. Сумовските, верувајте ми. Стварно, олдтаймер, баш ми е драго. Малку е, јас сум троп помлад од него 10 години. Добро е. Да. Важи? Од мојава лева страна се наоѓаат нивите во атаро на селото Петровец. А пак на само неколку чекори десно од мене се наоѓа новото училиште кое што е во градба, училиштето Кочо Рацин, а исто така се наоѓа и стотоку изградената физкултурна сала во општината Петровец. Продолжуваме да работиме. Пред се приоритет ни е вработувањето, а со влезот на инвеститорите во мултифункционалната зона Чојлија, значи вработувањата ќе бидат Заборов.
Ќе продолжиме со поставување на канализациона мрежа, училиштата комплетно ги реновираме. Најголемото училиште сега не е во завршна фаза, во Петровец, основното училиште е Кочо Рацин, општина Петровец тука вложува 1.300.000 евра. Можеме со гордо да кажеме сите ученици од општина Петровец учат во добри услови, има нови училишта. Направиме спортски терени во сите поголеми населени места. Се водиме како рурална општина, но далеко од тоа имаме се уште села кај што немаме водовод. Уствари водовод немаме само уште Летевци и Дивле, но и таму здравие овој мандат планираме да пуштиме водоводна мрежа, но со моето доаѓање пуштиме водовод во Петровец, Оњаци, Ржаничино, Чифлик, Средно Коњари, Горно Коњари, најголемите села нема водовод. Пуштиме канализациона мрежа во Катланово, почнаме со канализациона мрежа во Петровец, во Ржаничино, знаеме колку финансиски средства треба да одвои општината за да започнеме со изградба на канализациона мрежа. Тоа жителите на општина Петровец име приоритет број 1, биќе знаеме дека подземните води се на многу високо ниво и се зафатиме да го решаваме тој проблем и веќе тече и да се движат работите кон реализација на тие планови. Исто така направиме проект, етно село, кое во моментов е во земјоделие, чекаме за пренамена, имаме тројца заинтересирани инвеститори, некаде околу 30.000 метри квадратни, помеѓу Катланово и Катлановска бања, се наоѓа земјиштето кое треба да биде отуѓено од наша страна, продадено на инвеститорите, со пренамената, веднаш ќе го објавиме за да може да влезат инвеститорите и да направиме едно добро катче, а исто во таа близина направиме уште еден план, некаде имаме околу 80 парцели за викенд населба. Правиме се народот од Скопје, што сака да дојде да живее во општина Петровец, а интересот од ден на ден расне, да го пречекаме спремно со парцели за да може да си купат, да си градат луѓето. Исто така, пред да се упатам кон руралниот дел на општината Петровец, не можев да му одолеам на хоризонтот кој ме обкружуваше од познатиот локалитет Катлановско блато. Овој споменик на природата се наоѓа на левиот и десниот брег на реката Пчиња и левиот брег на реката Вардар, до устието на овие две реки, чија заштитена површина изнесува 5442 хектари и се простира во атарот на селата Градбанци, Катлановска Брезница, Летевци и дел од атарот на селата Катланово, Вардар и Козле. Додека со поглед го посматрав, во моите мисли ми се вратија сознанијата за овој природен резерват, дека овој специјален резерват ботанички, ихтиолошки и оронтиолошки се спомнува во документите од историско значење, во повелбите, во грамоти издадени по повод обновувањето на манастирот посветен на Свети Ѓорѓи, што бил по теченијето на реката Серава, е речено: Катлановското блато и е подарено на црквата Свети Ѓорѓија, со ловиштето за риби и другиот дивеч. Во грамотата е забележено и следново: кој ќе влезе во ловиштето без игуменово одобрение, да биде проклет од Бога и да плати 8 перпери во државната каса. По ова се наметнува заклучокот дека уште од 11 век користењето на Катлановското блато било регулирано со претходно добиено одобрение од црковните власти, а за секое друго користење била изрекувана казна. Како што мојот поглед се движеше во правец на ритчето кое ми доаѓаше во мојот видик, се сетив и за моите сознанија за Катлановската бања, на минералните извори, на родното место на императорот Јустинијан I и на некогашното море кое овде пред многу милиони години овде некојаш постоело. И навистина бев пријатно изненаден од тоа што го доживеав. Ја видов старата традиција на живење, старите адети и обичаи, црковните обреди, ја видов вистинската селска идила сплотена со урбаното живење. Ново е градено, идејата е моја, сон ли е или некоја визија што е, почна од мене манастирчето. Рече немаше до сега манастир, црква тука немало, мештаните не знаева што е црква, одеа по туѓите села. И така јас со сопругата
решивме да го тоа сториме. И со мали пари наши почнавме и еве го направиме до овој степен дојде. Сега се собираат, иначе го почнеме 90-та година го почнеме, 90-та го почнеме, 93-та го светиме веќе. И од тогаш навака се собира народ, се доаѓа на денот. Може да ни кажеш вака кај се наоѓа локацијата, на кое место, во кое близина, на кое село? Па локацијата помеѓу двата пата, стариот пат за Велес што води, тој е помеѓу од Катланово за Велес? Од Катланово за Велес, на 8 км од Катланово до тука, десно од стариот пат ќе се сврти и така доваѓа во селото Лет. Ja ti mučenici, že dobre stradalčestvovavše i vjenčavše sja, molite jako Gospodu, pomilovati sja duša našim. Slava Tebi, Hriste Bože. Вие сте стариот кум. Тако е. И како е денеска, да речеме, накако да ни кажете зошто се одлучите да бидете кум во... Па јас лани прв пат дојдов на слава истата и ми се многу бендисуваше и попот прашаше кој сака да биде кум и ја викам јас ќе бидам. И така остана. Меѓутоа не сум пожален. Многу убаво соработував со тој е као домаќин, нели, на ова црква. Така да многу ми е пријатно, многу ми е угодно, а друго тој е голем празник. Јас сум Ангеле Стојановски од Горно Лисиче. Овдека правиме компир манџа со јагнешко за овој ден да го очовеколикуваме. Имаме манџа за околу 500 луѓе да припремиме, да собереме овдека да јадат. Така да е многу вкусно, штета што тие што ќе гледаат не може да пробат, да видат што е компир манџа со јагнешко. Како си го едешко? Ој. Ова е јагнето овдека, односно ова се јагнињата што се овдека припремаат, готват динстат. Ова се јагниња беровски од Гиле. Гиле ни ги носи јагне топ македонско здравје, што иде за извоз. Многу јагниња, вакви јагниња нема на светот. Се радува кога го слушна писокот на зурлата, екот на тапанот, како ечи гајдата, како се вие орото, милина за душа, радост за секој човек. Сепак, како што вели народот, со едно идење се не може да се види, се не може да се сними.
Во општина Петровец остануваме и понатаму да го продолжиме документаристичкото истражување, а дел од тоа истражување ќе ви го пренесеме и вам, почитувани мои сограѓани, каде да сте во наредниве документарни емисии кои ќе следат.